Со 6 волонтери штипската физикална терапија ќе може да одговори на здравствените потреби на пациентите од целиот источен регион. Иако со недостаток од кадар се соочуваат сите оделенија, како е најалармантна се посоочува состојбата на физикална. Ние генерално на ниво на клиничка болница секаде имаме недостаток на кадар, меѓутоа, дали нормално и во физикалната терапија, меѓутоа сега малку е подобра таму стојбата. Тие добија 6 физиотерапевти таму. Ние имаме барање, се надеваме дека во крајот на годината ќе добиеме уште и дозвола за нови вработувања, ако одобри Министерството за финансии и така да веруваме дека полека работите во тој да малку ќе ги ублажиме, инаку недостигот на кадар е хроничен проблем на клиничка болница. Меѓутоа, со овој кадар што имаме, сметам дека можеме да одговориме на потребите на пациентите, бидејќи овие се месеци каде што најударна е, речеме, посетата од пациентите. Во моментот со донација од штипски бизнисмени етапно се уредува физикалната терапија. Бидејќи со одлука на влада дел од објектот беше доделен на Универзитетот Гоце Делчев, штипската болница не може да ја реконструира од сопствени средства. Се надеваат дека до крајот на годината ќе успеат да ја повратат во свое владение. Знаете, нашите можности таму се ограничени. Сега се е на доброволна база за луѓе кои што имаат желба и волја да ни помогнат и финансиски, и материјално и секако, да одредим делови кои што беа најкритични и среди е малку и да заличат малку да има, да речем, основни услови за престој на луѓето таму. Работите ќе се движат во добра насока. Се надевам дека до крајот на годината ќе успееме да се ја повратиме назад физикалната, па со добри проекти и со пронаоѓање на средства дека здравје, физикална терапија ќе биде многу подобро место за лекување и престој и на пациентите, како на пациентите, така и на кадарот кој што работи таму. По својата лековитост, водата од Кежовица е втора во Европа. Температурата достигнува до 69 степен. Според медицинските стручњаци, таа помага во лекување на невролошки заболувања и ревматизам, заболување на зглобовите, шеќерна болест, како и разни инфекции и алергии.